И во оваа нова 2026 година верувам дека една од темите на која што многу често ќе се навраќаме и тема за која што многу ќе дискутираме е секако туризмот во нашата земја. Велат без промоција нема туризам и не би требало да го очекуваме и не би требало да ги очекуваме туристите. Темата е многу опширна, многу деликатна и од година во година веројатно работите одат на подобро, но чекорите се можеби малку помали и побавни. Како и да е, ќе се задржиме во следните минути на позитивните работи, ќе позборуваме малку повеќе за тоа колку Скопје и генерално нашата Македонија во овој празничен период умее да привлече туристи, дали ги имаме и каде се шетаат во нашата прекрасна земја, но ќе позборуваме и за зимските капацитети, поточно за зимските туристички дестинации кои што исто така во нашата земја ги имаме, имаат огромен потенцијал, но колку и дали правилно го користим истиот, тоа е секако знак прашање. На овие прашања ќе одговараме, ќе дискутираме и ќе дебатираме со почитуваниот Владко Сулев, наш драг пријател, соработник низ годиниве, затоа што секогаш важните теми треба да бидат со луѓе кои што имаат позадина зад себе. Вие сте експерт за туризам и претседател на Националната асоциација за дојдовен туризам. Владко, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, сакам да искористам прилика да ги честитам празниците на нашите сограѓани. Јас можам да кажам дека телевизија Телма е една од првите кои што го стави туризмот во фокусот. И многу често сме дискутирале на таа тема и јас многу често кажувам дека туризмот е шансата на нашата држава. Значи, верувам дека не постои сектор кој што може толку многу да ни даде, во смисол да ги задржиме и младите, да го развиеме тој претприемачки дух и така да верувам дека во оваа година, значи дека ќе имаме многу подобри резултати, како што и ти сама напомна, можда бавно, но се надевам сега со засилено темпо. Минатата година која што испративме, значи имавме позитивна тенденција. Најпрво, за една дестинација многу важно е достапноста. Се отворија многу авионски линии, тука тоа што е добро, секој треба да го поздравиме. Така е, да. И да успешната работа и на нашиот аеродромски оператор ТАВ Македонија и на Министерството за транспорт, тоа треба се поздрави. И сега наред е Министерството за култура и туризам, кое што конечно сега имаме програма со конкретни буџети за промоција, да го продолжи тоа, затоа што све што се случува треба да ни биде организирано, треба да се следат постапките и акциите на различните чинители, така да сега имаме навистина повеќе дестинација која што е многу подобро конектирана и сега треба да направиме паметна и целенасочена промоција која што ќе ни донесе добра стратегија. И добра стратегија. Да. Ова значи дека 2025 во поглед на туризмот задоволни сте како помина? Искрено да, искрено да, беше добра година. Се разбира дека ние секогаш треба да тежнееме да одиме кон подобро. Така. Една од работите која што морам да напоменам дека на кој што треба да работиме е престојот, значи средниот престој на туристите во Македонија кој што е помалку од 2 ноќевања, 1,7, 1,8. На тоа нешто треба да се работи сериозно, да се свртиме кон пазари. Генерално во Македонија или во Скопје? Во Македонија, во Македонија. Значи на две ноќи се доаѓа. Ние сме транзитна дестинација која што дел од балканските рути и на тоа сериозно треба да поработиме. Ние како сектор имаме искуство, знаеме, ги пратиме трендовите и знаеме на кои пазари треба да се насочиме. Минатата година ние како јас дел од Националната асоциација за дојдовен туризам на Македонија, кај што мора да пофалам, имаме 10 ентузијасти, барем една бројка од 10 ентузијасти кои што дел се членови на извршниот одбор, дел само членови на асоциацијата. Имавме 2 успешни роудшоа, едното беше во Копенхаген и во Стокхолм, тоа беше крајот на октомври и можам да кажам дека скандинавскиот пазар мора да ни остане во фокус и тоа е пазар кој што може да ни испорача подолг престој на клиентите и скандинавците го бараат тоа што нашата држава го нуди, автентични искуства и тоа што го имаме. И исто така имавме едно успешно роудшоу во Азија, значи поминавме 3 држави. Значи тоа беше крајот на ноември, значи имавме во Тајпеј, Тајван, имавме во Сеул, Јужна Кореја и на крај во Токио. Горди сме на тоа што се сработи. Очекуваме сега
тоа што се сработи само да го надоградиме заедно, пошто цело е кога има се, буквално, ни фалеше во тој дел вклученост и на државата. Ја очекуваме таа вклученост на државата во оваа нова година. Тоа е нешто што го посакуваме, затоа што кога сите ќе трчаме во една насока, резултатите многу побрзо ќе дојдат. И не може да нема резултати. И апсолутно во овој сектор треба и континуитет, така што мора се тоа што сте го започнале само да се работи во оваа нова 2026. Веќе ја стартувавме, па имаме ли туристи за овој празничен период кој што велиме најчесто да, Македонија е транзит зона и туристите остануваат за жал ден-два, но имаме ли туристи кои што овој период навистина ја одбрале Македонија да дојдат да ја посетат за време на празничниот период? Логично е дека тоа се најголем дел или од нашата диаспора или регионално. Тоа е приказната која што секоја година не се повторува. Секоја година ни е иста. Се надеваме дека да речеме за следната година ако таргетираме, многу е важно што сакаме да постигнеме. Значи, ако знаеме што сакаме да постигнеме, тогаш треба да ги следиме чекорите за да дојдеме до целта. Ако сакаме повеќе интернационални гости, ние од сега треба да засукаме ракави, да се договориме, да се организираме и да го испорачаме тоа. Ако сакаме и посилно балканско присуство, тогаш 6 месеци пред Нова година можеме да почнеме со организација и можеме да испратиме порака, затоа што следевме што се случуваше, регионот доста сериозно значи пристапува, градовите во нашите соседни држави доста сериозно го копираат тоа што функционира во Западна Европа, украсување и сите така натаму. Ние можеме да го копираме, само ние мораме да го следиме, ние мора да го следиме тоа, значи Ако не се лажам, адвентот во Загреб веќе неколку години пореди добива награди дека е еден од најпосетуваните, значи и тој е некој нов од оние божикни пазари кои што ние цело време ги зборуваме во нашата утринска, на кои што луѓето многу често одбираат нели да посетат некој таков во пред новогодишниот период, па и за време на овие празници. И веќе ни е тука толку близу, од неодамна, од пред некоја година, а веќе е прогласуван за еден од најдобрите. Значи, ако ете, и тоа не е никоја нова идеја, така, виден е добар пример кој што функционира и го презале. Веројатно и ние можеме тоа да го направиме? Дефинитивно, ако сакаме да имаме гости во тој период, во тој празничен период, ние мораме да имаме структуриран пристап, да имаме што да понудиме за да привлечеме гости. Загреб инаку ја копира Лјубљана, кој што прво привлече огромно внимание и продолжува да привлекува огромно внимание и многу добро го валоризира тоа. Загреб, а ја околу празниците, пошто доста соработуваме, ние сме балкански туроператор кој го покрива целиот Балкан, добивам видеа, слики од градови од типот на Леже во Албанија, во соседна Албанија, на Берат, кои што изгледаат како бајка. Буквално како бајка. Така да, значи, сакаме гости, гостите носат финансии, бенефитот е многу кратен, така да ние мораме прво да инвестираме, за да можеме да го валоризираме тоа. Владко, што сметаш дека еве се уште зборуваме за едно ненакитено Скопје во период од средина на декември минатата година, значи секоја година некако доцна се преземаат работите кај нас. Во смисла на тоа дека овие божикни пазари и на Балканот и во Европа се функционални веќе од средина на ноември. Каде тука нам ни е... Затоа јас посочив и кажав, ако сакаме да привлечеме странски туристи. Година дена однапред треба да почнеме со работа. Од утре треба да седнеме, да се организираме сите, институциите заедно со приватниот сектор, да се договориме која ќе ни биде целта, да поставиме таргети и тоа да го постигнеме, се разбира со инвестиции, заеднички инвестиции. Значи тоа нема научна фантастика, тоа е остварливо и се надевам дека ќе го направиме. Примерно има убави иницијативи од минатата година, веќе почна да се создаваат тела за Скопје, град главен град на културата, значи има работни тела, можеме тие примери да ги следиме, затоа што се создаваат работни групи, се покануваат експерти, сите вклучени институции, значи истото треба да се направи и за, ако сакаме, да привлечеме и да валоризираме, да го наплатиме тоа што... Затоа што еден од
Јас мислам дека нашата мене како, да речеме, професионалец кој што 20 години го работи ова, најголем проблем ми е тоа како ние како народ да разбереме дека туризмот е шансата на Македонија. Значи да сватиме дека не само морето значи туризам. Како не? Значи, Вие споменавме Словенија. Сите ние ако веруваме повеќе и нормално во институциите работат луѓе кои што се од народот. Значи тие манифестираат таа недоверба која што веќе не може декларативно да продолжи. Значи ние мораме да се качиме на последниот воз. На последниот вагон последните места ни остануваат. Да се качиме и да го искористиме тоа. Затоа што сите сакаме да видиме млади и еве ќе го дадам примерот. Словенската влада инвестира и ни дава пример дека ние треба да следејќи ги нивните позитивни искуства во агротуризмот и дека тоа е шансата за Македонија. Истото го велам во сите мои колумни, во сите надписи, секаде кај што изјавам дека агротуризмот е шансата. Зошто е шансата? Затоа што младите луѓе, значи многу полесно ќе прифаќаат, збориме во руралните средини, да го презентираат тоа што го имаат, да ја презентираат нашата култура, нашата автентичност и на тој начин да го наплатат тоа што го произведуваат на многу повисока цена отколку да произведат еден земјоделски продукт, да им го откупи некој на одредена цена и да замине. Многу по-се волни да останат во државата и да креираат нешто. Тоа е тоа што го викам јас, туризмот креира предприемачи. Значи, младите луѓе во руралните средини можеме да ги обучиме, можеме да им дадеме можност да не зависат од никого, да не заминуваат, а на тој начин да го збогатиме продуктот. Имаме милион такви успешни приказни. Во Словенија, Хрватска генерира огромни средства од такви агротуризам, селски домакинства и така натаму. Занаетите ни се испуштаат од рака, значи буквално, тоа е нешто кој што луѓето плаќаат да дојдат да го видат. И верувајте ми, значи можеме да го валоризираме. Јас сум сигурен и сум правил и пресметки, и сум правил све како луѓето да го прифатат тоа и да направат сопствени бизниси кои што ќе бидат буквално профитабилни и ќе ги задржат младите во нашата држава. Да. Уште едно прашање околу празниците, па ќе се префрлиме и на зимските центри кај нас и за тоа колку и тие нели имаат потенцијал да привлечат туристи. Дали си имал лично искуство да посетиш некој од овие божикни пазари кои што ги споменуваме, ти Љубљана и Загреб, споменати некои градови во Албанија? Си имал можност да ги доживееш? Да, се разбира, да. И? Па прекрасно чувството, бајка, буквално бајка, да, буквално, значи тоа е нешто верувам кое дека што тогаш поривот за тоа што го немаме тука, кај тебе, особено како експерт во ова тој револт пробувам да го канализирам во друга насока, така да верувам дека ние што имаме искуство треба да се искористи тоа. Значи еве ја кажувам, значи буквално навистина во овие тоа што е генерирано како знаење, како во секторот, зборам во incoming секторот, значи треба да се канализира и да се искористи за да се направи тој чекор кој што толку многу ни фали. И ја мислам ти го разбирам прашањето и верувам и јас се чувствувам во тие моменти неубаво, ама од друга страна секогаш продолжувам да верувам во позитивната мисла, дека мораме да промениме, да го видиме тоа и да се надевам дека некој во институциите ќе го види тоа и ќе разбере дека ќе донесе огромен бенефит за сите. Огромен бенефит. Покрај тоа што луѓето ќе ги направи тука попозитивни, или повесели, порасположени покрај целото сивило кое што е околу нас. Ајде сега ќе се префрлиме на зимската сезона, која што е веќе стартувана. Зимските центри кај нас се во таква состојба во каква што се, но еве уште едно прашање во конотација на ово од претходното. Можеме ли, иако
и кога би немале снег за време на зимата, да најдеме начин да привлечеме туристи, затоа што ние сме планинска земја, барем на планините имаме чист воздух, ако го немаме во градот, и многу други бенефити кои што може да ги уживаат туристите. Еден од насловите кои што веќе кружеше вели без промоција нема туризам. Дестинации кои што беа невидливи пред десетина години сега веќе толку добро функционираат и со добро спакувани приказни добро продаваат и привлекуваат туристи. Можеме некоја таква да споменеме чисто за пример и еве да се насочиме кон зимскиот туризам и дестинациите кај нас. Па ние, нашиот западен сосед Албанија, значи буквално е звезда, моментално туристичка звезда на пазарот, а претходно Словенија, да речеме, во иста држава, буквално Словенија е сега дестинација признаена, прифатена како топ дестинација, така да доволно е тие примери да ги следиме, пошто и како структура и како големина се блиску до нас и така да ние би можеле многу да искористиме од нивните искуства, се разбира. И јас искрено мислам дека се движиме доста во позитивна насока. Потребно е да го забрзаме процесот и да можеме да ја надоградиме промоцијата за да станеме видливи. Проблемот наш е... Се уште сме невидливи? Да, за жал да. Еве, искрено да кажам, значи потребно е да на многу туристички пазари, прво во Европа, а потоа и во светот, да бидеме препознаени како туристичка дестинација. Потребно е да сериозно инвестирање во тој дел и еве примерно сега вака одма ќе извадам една позитивна звезда, да речеме, ние збориме секогаш за зимскиот туризам и тоа прашање ми е најтешко и секогаш и пред празниците се обидувам да не бидам гостин и да одговарам на тие прашања, верувај ми, значи, но во делот, да речеме, во делот за зимски туризам, ние сме една од најдобрите дестинации за фрирайд скиинг. Тоа многу малку луѓе го знаат. Ете, значи имаме и позитивни работи, од кои што можеме да направиме голема приказна, така? Попова шапка е веќе голема приказна во тој свет. Значи во фрирайд скиинг. Тоа значи дека привлекува туристи од странство кои што доаѓаат. Да, и тоа многу сериозни бројки. Мислам за наши услови, многу сериозни бројки. А тие може да бидат уште посериозни. А тие може да бидат уште посериозни. Затоа викам, додека ние првично не ги решиме проблемите со примарна инфраструктура, достап до тие наши туристички центри, пошто на нас ни се случува да не може да стигнете до нив. Хаос на шапка се случува, така? Така. Тие капни гаражи кои што треба да бидат изградени, тој ски лифт во Тетово кој што треба да биде изграден, гондола која што ќе те носи околу стартната точка кај што како во сите светски и балкански зимски центри имате капни гаражи да си ја паркирате колата да не изгледа тотален хаос. Значи, додека тоа го градиме, да дадеме стимул и да се позиционираме како дестинација која што има одлични услови за фрирайд скиинг. Шапка функционира моделот прекрасно, значи тоа треба да се стимулира, да се препознае, да се поддржи. Што функционира безпрекорно, не разбрав? На Попова шапка имаме ние странски туристи кои доаѓаат специјално за фрирайд скиинг. Значи тоа е надвор од маркирани патеки, кај што со кет скиинг, со специјални возила, имаме и доста и турно скиинг, но кој што тоа се навистина имаме видеа, промоции кај што Македонија како туристичка дестинација се промовира во тој дел. Сте имале можност низ годиниве да разговарате со некои од тие фрирайд туристи за да видите нивниот впечаток каков е за условите? Позитивен, значи еве јас имав и сме имали и групи кои што биле сервисирани од мислам колегите кои што оперираат во тој дел и впечатокот е фантастичен дека тоа што го нуди шапка буквално го нема доживеано на друго место. Збориме за тој тип на да не збориме тука целосната приказна со локалната храна, со целиот пакет кој што го добиваат е нешто кое што ние треба да го искористиме, се разбира, инвестиција. Јас секогаш провикам, дајте да видиме колку има хотели кои што може да се реновираат и да се искачат, на нас не требаат 1-4 звезди сервис и квалитет кој што треба да го направиме. Колку објекти можеме да ги реновираме, можеме да ги ставиме во функција. Јавно-приватно партнерство, инвеститори, како било, да се прво да ја зголемиме базата кој што сега моментално, еве, јас искрено
3-4 хотели се на шапка, кои не знам, еве, да ги соберам, да не зборам паушални, 250 кревети, нека се 300, не знам колку се. Значи, ни треба посериозен пристап во тој дел. Значи, прво, како што кажав, примарна инфраструктура, да ја градиме, да ја почнеме, уште утре да ја почнеме. Утре, нема да чекаме ден, утре почнуваме со тоа. И вториот дел, значи, е таа инфраструктура. Дали со субвенции, дали со поволни кредити, дали со енергетски кредити. Нешто е помрднато напред, ите конкретно во поглед на Попова шапка, затоа што, како спомена на почетокот разговорот, 20 години си во овој бизнес и јас се сеќавам и на утринските пред можеби 7-8-10 години и тогаш зборувавме за истиве работи и некако работиве, барем еве јас како лаик во овој сектор, не гледам некое подобрување. Ти си многу поприсутен, тебе ти е тоа работа, професија и секојдневие. Има еве конкретно за Попова шапка некаков минимален... Се е оставено на приватната иницијатива. Значи, искрено се е оставено на приватната иницијатива и до кое ниво ќе стигне приватната иницијатива, тоа е тоа што го гледаме и тоа е тоа што испорачува резултат. Јас очекувам на вистина и верувам, искрено мора ние да веруваме, друго не може како. Не можеме да се откажеме. Не можеме да се откажеме. Нема како да се откажеме. Така да, значи, јас мислам дека гледам некои позитивни сигнали, гледам препознаеност и дека некои промени ќе се случат малку со побрзо темпо. Значи, и тамо, да не збориме, сега ако се навратиме дека имавме се реновираа неколку сместувачки капацитети, се подигна нивото на квалитет на сместувањето. Тука да не го спомнеме дека одлични услови има и Маврово и тука треба да... Ќе ги споменеме и сите, значи, тука ние, јас затоа реков, да го искористиме тоа што е звездата, што не влече моментално, фрирајд скиингот, турно скиингот и така натаму, тоа што го има и во Маврово, некои други типови на зимски туризам кој што се мислам добро функционира, да искористиме нашата автентичност секогаш. Значи тоа што го продаваме, да го сврземе со тоа што сме, со тоа што јас секогаш нема што да глумиме ние. Луѓето сакаат да дојдат, да не видат и да не видат во право издање. Автентичност сакаат. Кои сме ние македонците, што, како живееме, и тоа сакаат да го видат. И за тоа плаќаат, и за тоа се спремни да платат. И затоа кажувам, примерно, јас, пошто као компанија и повеќе имам искуство за културен туризам и полесен адвенчер тип, да го наречам така, авантуристички туризам, значи, фидбеците кои што ги добиваме по тоа се за ручекот во локалната фамилија во Битола, за резбарското студио во... Тоа е тоа што им остава впечаток. Во Кладарци. Тоа е тоа за Спиритов Преспа во Преспа, за Уминдол. Значи, тоа е тоа што тие го зимаат со нив. Или фамилиарната винарија. Значи, тие работи. Еве, јас разговорот го почнавме со тоа. Словенците ни викаат, еве, ние ви велиме дека во таа насока треба да се насочите. Креирајте содржини, креирајте звезди, кои што потоа ќе ги представите пред народот и пред локалното население и ќе покажете, еве, ова функционира, генерира средства, можете од ова да создадете бизнис и да живеете убаво. Значи, кога ние, веќе ги имаме такви, да ги наречам звезди, локални херои звезди, ние треба само како пример да ги посочиме и да работиме со тие што веќе се понапредна фаза, тие што размислуваат да ги убедиме, да влезат во приказната, затоа што ние како дестинација немаме друга шанса. Значи, таа автентичност, таа приказка што можеме да ја продадеме со тие посети во тие фамилии, со тие искуства, кај занаетчи, гастрономија, вино. Вино, да. Тоа сме ние. И тоа ние мора добро да го спакуваме, да го подготвиме и да го продадеме. Да. Имаме инсерти од Крушево, ќе се навратиме и на Крушево, и така кога веќе зборуваме гастрономија, крушевскиот лукум е исто така нешто што може да привлече туристи, но ќе се задржам се уште на зимските центри од аспект на тоа дека од предизвестен период го имаме Михајлово. Каков е вашиот став за тоа? Треба ли да се, онаму каде што има потенцијал да се отвораат нови зимски центри? Зошто ни се нови кога стариве не функционираат толку добро? Каков е вашиот став? Мојот став искрено дека треба да се поздрави, као што поздравив на почетокот тоа што е позитивно,
навистина сите напори што се направи од локалната власт во Кавадарци се за поздравување. И мислам дека тоа е вистинска инвестиција и треба да се продолжи да се инвестира во тој ски центар Михајлово, да се надоградат содржините и тоа е позитивен пример. Може да ги засенува и може да биде и да ги мотивира тие што ги потрадиционални ски центри да се модернизира, да локалните самоуправи го искористат искуството и тоа што го спроведува Кавадарци и со тој ски центар. Така да јас секогаш го одобрувам тоа и секоја инвестиција е позитивна затоа што и мислам дека е добро и за локалното население да има повеќе опции. Да. А вториот момент го спомнавме Крушево. Значи Крушево има една прекрасна приказна со крушевските жени кои што представуваат различни култури и ние често соработуваме со нив и се еден одличен пример исто како може едно автентично искуство да ги фасцинира туристите. Значи со сето богатство што го нуди Крушево е раскошно. Значи Крушево е нешто... Крушево, ако не се лажам, има туризам во било кој период од годината. Барем така од некој мој искуства тука во студиото, дека има потенцијал да биде туристичка дестинација и во пролет, и во лето, и во есен, и во зима. Дефинитивно Крушево може да живее 365 дена. И живее. Ја мислам дека сега Крушево има многу подобри резултати надвор од зимска сезона, отколку као да не го забравиме параглайдингот. Значи параглайдингот го издигна Крушево на сосем друго ниво. Но пак се навраќаме на моабетот за инфраструктурата и за достапноста, така? Патот до Крушево не е во најдобра форма. Скратено ни е патувањето сега, да се надеваме дека со експресниот пат што се отвори и патната инфраструктура во цела држава треба продолжи да се подобрува и тоа е основната, достапноста е нешто затоа почна. Број 1. Кога е дестинацијата, ако нема како да пристигнете вие во Македонија, нема ни да ја ставите на тема на разговор. Значи сега кога имате достапност и минатата година имавме 3 милиони патници на Скопскиот аеродром, работите се минува. Тоа е 1 милион патник повеќе од претходно. Така да, значи кога имате достапност е многу подобро, но Крушево исто така благодарение пак на приватната иницијатива се инвестираше доста во сместувачки капацитети кои што се на доста завидно ниво сега. Значи тоа што го спомнувам јас, нам ни треба целосно да се фокусираме и да достигнеме на солидно европско 4 звезди ниво. Тоа ни треба како дестинација. Македонија не може да се продава како луксусна дестинација. Да не си правиме илузии, да бидеме реални, но ние мора да ги пресретнеме нивото кое што го бараат странските туристи. И тука да се фокусираме на солидни 4 звездички и 3 плюс кои што ќе поминат ако се со пречекани гостите со топлина на адекватен начин. Значи и тоа ќе помине ако го надоградиме со плусеви други, на еден начин да кажеме тоа. Така да Крушево доста се сега и да не забораваме тоа, значи Крушево минатата година беше на листата од 100 Green Destinations. Зелени дестинации, да. Тоа е нешто кое што дава видливост, одлично сработена работа и можам да кажам да не забораваме, јас секогаш ги спомнувам затоа што се навистина пријатели на туризмот. Значи проектите на швајцарската амбасада, значи многу често и тие веруваат во туризмот дека државата и за нашата држава иднината е во туризмот и инвестираат доста во тој дел. Така да ако швајцарците веруваат, словенците веруваат, дај ти ние да поверуваме навистина. Мора ние самите што велиш да веруваме дека има светла точка на крајот од тунелот. Некаде сме кон крајот, уште две прашања. Како тоа и од едно твое интервју го имам прочитано дека многу е важно да не препознае или да се најдеме на National Geographic или на Lonely Planet. Ние имавме една таква убава светла точка, како да кажам, или убав момент пред неколку години, но како еве за Крушево велиме се најде на листата на 100 зелени дестинации, како еве да се најдеме таму некаде за една кратка куса промоција, светот да не види? Ништо не е случајно, све има своја цена, но таа цена после многократно се враќа, да се погоди правиот момент, да се организира, да се привлечат
вистински настан кој што ние 2014-15 организиравме Adventure Travel Next, кој што имаше повеќе од 40 новинари и потоа нормално Македонија се најде на Wanderlust, на Lonely Planet, на National Geographic, на насловна, така да тие луѓе дојдоа, ги не посетија, видоа и потоа нормално публицираат. Така да потребно е, знаете како моментот беше фасцинантен. Мислам дека преку 280 или 300 објави 2024 година има за Албанија во американски магазини и весници. На што се должи тоа? Активна политика на промоција. Значи, така Албанија, еден период, моите партнери од Франција вика, ние имаме емисија или реклама или во магазин, на секои 2 недели на националната телевизија нешто се објавува за Албанија. Така дестинацијата станува поблиска. Така дестинацијата освојува пазари. И ние треба да се насочиме стратешки, пошто ние сепак сме мала држава со лимитирани ресурси, значи ние треба да видиме каде сакаме да таргетираме, ако одлучивме да почнеме да отвараме еден нов пазар како Скандинавија, да ги насочиме сите сили тамо. Имаме одлични предуслови, имаме фантастичен амбасадор на Шпанија во Македонија кој што е многу активен. Тој момент треба да го искористиме и тие врски. Имаме 2 нови полети до Мадрид и до Барселона. Тоа треба да го искористиме сериозно. И ние како македонци да откриеме Шпанија кој што е многу блиска до нашиот менталитет. Но и се таму мојата да ни дојдат. омилена држава, јас многу ја сакам Италија. Шпанија исто. Мадрид можам уште 150 пати да се вратам, би се вратил навистина. Така да, но од друга страна шпанскиот пазар, прво е голем пазар, туристички. Шпанците ја сакаат Македонија, тие што сум имал контакт и што сме работеле, но исто така Шпанија е портата и од Латинска Америка за Европа. Така да ние исто тука мораме и на тој пазар да инвестираме. И на сите други пазари кои што можат да ни донесат бенефит, кои што може да имаме барем и шпанците, еве и тука ќе дадам еден интересен податок. Сме имале 12 или 13.000 24 шпанци кои оствариле 40.000 ноќевања. Значи преку 3 ноќевања по турист. Кој ќе се спореди со просекот од 1,7, 6, 8 под 2. Добре. Јасно во која насока треба да се насочиме. Тоа ни кажува каде треба да се насочиме. Тие луѓе конзумираат, уживаат, препознаваат. И ако им понудиме повеќе, ќе останат и повеќе. Нормално, значи треба да имаме содржини за да останат и тоа е промоција, задолжително учество на најголемиот саем таму што е Фитур, едукативни патувања за новинари, едукативни патувања за туроператори да се запознаат со нашата дестинација, возвратни патувања на наши таму. Градење на мостови, не требаме ние да бидеме врзани со никого, значи ние треба да градиме како мала држава односи со што е можно повеќе дестинации, за да имаме што е можно повеќе туристи. Да. И еве сосема за крај, рековме уште на самиот старт дека треба да ги потенцираме убавите или позитивните работи и верувам дека очекувањата твои за 2026 се позитивни, но еве реално каква година реално очекувате во поглед на туризмот? Во делот на промоцијата ја кажав, значи после 10 години лимбо ситуација, значи ние имаме конкретна програма за промоција и поддршка со конкретни суми кои што се доста коректни за држава како нашата и за стартна точка. Тоа е навистина одлично, као да почнуваме да помислуваме цела планина. И тоа е за поздравување. Сега клучното е да се екзекутира тоа, да се реализира во соработка приватниот сектор, државата, сите, за следната година кога ќе седнеме да разговараме, да имаме со што да се гордееме. Макар да туризмот е маратон и иде малку покасно, резултатите идат малку покасно, но во секој случај, кога би имало поинтензивна промоција која што ја очекувам дека ќе се случува 26-та година, резултатите ќе бидат многу повидливи за сите нас. Да.
Владко, благодарам многу, секогаш убави теми, убав разговор и се надевам дека заеднички ќе испратиме порака до гледачите, сите ние да почнеме сами да веруваме дека можеме да постигнеме, да не се откажуваме, затоа што така, нели само така можеме да постигнеме нешто и да имаме добри резултати. Дефинитивно со една убава порака, да, имаме за што да се гордееме, имаме во што да веруваме. Посакувам на сите гледачи една многу успешна година и уште еднаш искрено сум благодарен што секогаш наоѓате време за оваа тема и верувате и вие. И така ќе биде. Па да, тоа зборува дека веруваме. Верувате дека можеме да испратиме порака и можеме да ги промениме работите. Да. Еве и покрај тоа што овој зимски период можеби за жал, но така е, голем дел од луѓето ќе се одлучат надвор од Македонија да ги поминат празници, не само празниците, туку веќе нели одмор за училиштата, за децата. Зимскиот одмор веројатно ќе биде некаде надвор поминат, но ајде да направиме една мала промена во сето тоа, да почнеме да веруваме нели во самите себе и да одбереме парите да ги инвестираме тука во нашите домашни капацитети. Благодарам уште еднаш и навистина посакувам успешна 2026. Не се сомнувам дека ќе се дружиме од време на време пак тука во нашето студио, со цел нели да ги апострофираме важните теми од областа на туризмот. Благодарам. Се надевам дека уживавте во овој разговор посветен на туризмот и да, нека биде тоа апел и оваа 2026 година малку повеќе сите ние да веруваме во тоа што се поседуваме и до каде се можеме да стигнеме во светот. Останете на Телма, следуваат уште разговори.